Неисполнетите ветувања и неажурноста на властите ги натераа матичните лекари на Светскиот ден на здравјето да се соберат на протест пред Министерството за здравство. Револтот расте, но не и заинтересираноста на надлежните да го решат проблемот, бидејќи во буџетот за оваа година не биле предвидени пари за покачување на капитацијата. Иако пред месец и половина, кога штрајкуваа, им беше ветено дека ќе се формираат работни групи и ќе се изнајде решение. Денеска лекарската фела доби само благодарници, но истите не ги прифати. Бодот треба подитно да се покачи заради целокупната скапотија и се што е поскапено, заради тоа што од 2018 година не е покачен. За стратешко обстојување и стратешко наше барање, пациенти на ПЗУ, за да може младите доктори веднаш да продолжат и да наследат ординација со пациенти, да имаат сигурна плата и да останат во оваа држава. Ова е битка и за возрастните доктори и сестри кои што се останат и тука, за оние мали места каде што земаат по 18.000 денари, колку ќе земат пензија. Матичните лекари бараат и промена на казнената политика, но и усогласување на платите на здравствените работници во руралните средини, кои докторите не можат да ги платат со минимална плата од 18.000 денари, бидејќи имаат многу малку пациенти. На протестот се појави и министерот Беким Сали. Според него, Светскиот ден на здравјето не бил за протестирање. Сите тие се валидни барања, кои што ние ги поддржуваме, меѓутоа не можеме делумно да ги решаваме проблемите. Давањето ингеренции за препишување на лекови, тоа е со една одлука од фондот. Меѓутоа, решавањето на финансискиот дел за финансирање на здравствените установи бара малку време. Ние сме веќе во фаза на анализи, гледаме колку се е покриеноста на во државата, колку имаме реално приватни здравствени установи. 90% од матичните лекари не работеа со пациенти и не издаваа рецепти, а итната медицинска служба беше известена да ги презема пациентите со највисока итност. Откако заврши протестот, организаторите беа повикани на средба со надлежните.